Од времето на цар Константин, крстот станува атрибут на царската власт. Во 312 година пред битката на Милвенскиот мост со царот Максенција, царот Константин Велики имал видение, во кое му се појавил крстот. Победата што ја издвојувал, по сугестија на неговата мајка царицата Елена, била благодарение на Христовиот крст. Затоа крстот се нарекува победнички или Константинов. Во 313 година Константин Велики го легализира христијанството со Милванскиот едикт. На вториот Васеленски црковен собор, одржан во Халкедон во 381 година, крстот е официализиран како символ на христијанската вера и црква. Иконата го представува победничкиот крст, кој е најстар христијански мотив и го символизира крстот на кој бил распнат Исус Христос на Голгота. Со својата смрт и воскресение, Исус Христос станува спасител на човечеството. Крстот, од знак на понижување и мачење, станува символ на достоинство и слава. Тој е символ на христијанската вера и црква и смисол на христијанското спасение. Крстот е представен на правоаголно поле со рамка. Неговите краеви се декорирани со топчиња, што имитираат скапоцени геми. На иконата е напишан текст: Crux Christi vince et vincera presta omnibus sperantibus in te. Крсту победувај и носи победа за тие што веруваат во тебе.